Знаете, тоа се еден клик ми звучи како еден шалтер, едношалтерски систем кој што не видовме дека тоа функционира така. Ако ве прашам, една од услугите која ми паѓа во очи, на пример, е вадењето лични документи. Доколку се појавите на шалтер во МВР за 3 документи, пасош, патна исправа, значи лична карта и возачка дозвола, имате 3 фотографирања, 3 земања на отисок од прстот, 3 барања. Зошто системот не е единствен, а базите на податоци интегрирани? Базите на податоци сите 3 се во МВР. За жал, за ова има зборувано и министерот за внатрешни работи, се работи на еден позастарен систем во рамки на Министерството за внатрешни работи. Но вие сте сега министер, затоа ве прозив. Кој е тежок за интеграција и прифаќам затоа што многу активно работиме со Министерството за внатрешни работи, одлична е соработката, но работат на еден навистина застарен систем кој што бара надградба и кој што во моментот не дозволува да вие можете да ги искористите со едно сликање да ги покриете сите документи. Нешто за што жалам на пример е што долго време, околу 2 години на порталот беше достапни да закажете онлайн. Значи не мораше да се јавувате на телефон. За жал во оној период на хаос кога се креираше од претходната влада се стопираше можноста да се закажува преку порталот. Се надевам дека во наредниот период ќе успеаме во соработка со МВР да го вратиме и тоа. И секако наша цел е, знаете, државите од Европа, па и во Средниот Исток започна да вадат документи пасош на сам аеродром. Влегувате во кабина, се фотографирате, го печатат за 1 минута. Ние за жал се уште сме далеку од тоа. Но со фокусот кој што го имаме изминатиот период на целата влада на дигитализацијата, средствата кои што се вложуваат на сите институции и политичката желба, мислам дека ќе ни успее во 4-годишниот мандат да постигнеме сериозни